Можам да направам баш се. Можам планетава да ја скршам на две. Но тешко без. Јас сум Јасминка Златарова, имам 41 година, образование имам средно и вработена сум во Ветекс. Самохрана мајка на 4 деца. Да смислам некој. Мојот сопруг се разболе 2013 година. Почина така да ја останав сама со моите деца. Сакаше кај татко му, почина таму во Турски и таму е закопан. Таму не можете ни на гроб да му отидете, што правите за? Па тоа е тешко, ама. Сакаше таму му исполнав желбата. Во беззнато нам глуви тажни звона, колку да сакам се пак за. Кога стануваш сам и никој не може кој да ти даде грб или потпир, нада, остануваш до тој степен да дојде како мојата ситуација. Што беше? Не можам да бидам лута на никого, некога сум лута на самата себе. Се гледам како животот да ми поминал за мои 20 секунди. Значи, иако се осеќам дека сум пропаднат, ликото слабено, нели, без заби, со видот сум, значи, катастрофа и ретки работи, на децата напати ќе ми речат: мамо, гледаш ли у телевизорот сина, јас сакам да одмарам, доволно ми е да слушам, значи нема потреба да гледам, доволно ми е гласот да го слушам, добриот глас ваш. Не ми треба ништо друго и деца да ме мамо. Барем извади ги наочарите да не се мачеш ми никад. И така да, колку и да ви е тешко ме смеат. Тоа ми е храброст, ме охрабро. А нејзиниот сопруг, нејзиниот Дејан, сакал да ја види секогаш средена. Секогаш ми викал: не гледај само децата, знам дека секогаш ќе ги средиш, него можеш и ти да видиш кога и ќе испаднеме и дома да си, секогаш да бидеш одна како што треба, како што те зема убава, паметна, лична, нели? Јас секогаш сум се ставала последна у тој редослед. Ако има време ќе се средам кога ќе испаднам, ако нема ќе облечам чиста гардероба и слободно можам да испаднам в град. Ја прашавме и малата Мина, како треба да изгледа мама. Ја имам еднаш направено на мама плијателнко. Ја мислам дека е најубава мама. Само малку гледам матино мама. Колку ја сакаш од тука до каде ја сакаш? Да не. А што мислеше помалиот син? Мама е најубава од цел свет. Јасминка, здраво. Здраво. Добре те најдовме. Добро Како си? дојдовте. Добра сум. Не пречекуваш овде затоа што нели не кажа дека урбанот се скршил. Меѓутоа ние заради тоа одлучивме дека ќе ти дадеме еден ваучер за тебе. Благодарам. Значи имаш еден двокрилен орман кој што ќе си го наместиш следен пат кога ќе дојдеме, сакам кафе да пиеме кај тебе дома. Може. Може? Со задоволство да поканувам. Дали си подготвена сега да направиме трансформација? Договорено? Може слободно. Ајде, одиме. Одиме. Ова е за тебе, да знаеш. Вие ќе стоите, ќе го чувате стравот на мама. На мама ќе иземат сега прво од печаток, ќе видиме што се ќе каже докторката, каква е состојбата во устата и конечно да видиме за колку време ќе имаме нови запи. Ме убила на трешната страна. На трешната страна тоа било? Да. Болката кај Јасминка беше неиздржлива и успешноста во однос на изработката на протезите доведена во прашање. Добре дојдовте во ВИП на еден ден. И денеска повторно сме во Велес за да продолжиме таму каде што застанавме. Денеска сме точно пред ординацијата, каде што го завршивме крајот од претходната епизода, за жал со малку неубави информации.
Сега се враќаме повторно на истото место со надеж дека ќе добиеме убави вести или барем ќе добиеме известување за тоа како понатаму ќе тече трансформацијата на Јасминка. Го чекам семејството Златарови да дојде, а јас влегувам во ординацијата. Стане тој во сите мисли, покрив тој твој и кошмар тој мој, редок миг пред куќен праг, скриен поглед толку твој. А што правите вие тука? Ја чекате мама, мама е тука? Ова е некоја нова информација, да проверам. Здраво. Здраво. Вие ме чекате спремни. Да. Јас ги видов децата надвор, значи мајка им е тука. Ми кажете Тука е што се мајка, случува. тука е Во мајка, меѓувреме? да, имавме некој проблем и заради тоа сите се викнати тука за да дојдат. Значи, Каниз имаше проблем, првично се јави нагон за повраќање и беше многу тешното за да земеме отпечаток. Од кога земавме отпечаток и се јави, кога сакавме да земеме отпечаток, почна да се јават болки заради тоа што и веќе имаше ресорбиран гребен, од прерани екстракции, немавме доволно гребен, се измачивме, ама снеже. Može drug, ima način, samo što, Леле, боже, каква е оваа насмевка, чекај да ја видиме насмевката. nežno ti ili grubo. Тоа беше изненадување за мене. Да. Ти не знаеше, ама ете, ти изненадивме. Се средивме полека, ги идеше на сите проби и се заврши така како што треба. Фала ми, бескрајно, фала ми. Ти бе послушна? Да, ја викавме секогаш кога требаше. Се во тајно Се се правиште. Да, и се завршивме како што Мислам, треба. магионичари невидени. Благодарам многу. А сега ајде да видиме како проблем. идеше целата процедура, да ми кажете, затоа што Да. ми фали тој Видиме дел. се и како. Нема проблем. Може? Ајде. Pravi kako mene, taka. Доктор Звезда Кочов ми објасни дека комплицираниот случај на Јасминка и воопшто целата нејзина состојба бил додатна мотивација за да пронајдат решение во однос на изработката на протезите. Тоа што создавало проблем бил долниот гребен, кој до толку се повлекол што немало место на што да се постават протезите. Но пронајденото решение и последната проба сите ги изненадило. Па тие одлучиле и мене да ми изненадат. Да видиме. Значи, ќе ти биде чудно ден до два, додека ти се научиш за да ги носиш, да ги изговараш одредени зборови. Ај кажи ми одредена буква, например Ж, С, I pravo v oči Ш, te gledam. Добро. Викни ми се тие кои што можеш да закачуваш, ама не сега за сега добро ги изговараш. Ако има некаков проблем, пак сме тука, ќе дојдеш. Значи да видиме што и како се случува. Сега за сега е се супер. Пак затворим уште еднаш. Голтни. И да видим. Ај насмеме се сега. Дали може да каже Звезда? Доктор Звезда? Може. Тоа е тоа. Супер. Нема проблем, срце. O ljubov moja, o nemir tajna, o trepet Boga, ti si moj od najljubav son. O ljubov moja, o nemir tajna, Како сум сега, сине? od nite i ti si moj od najljubav ven. Ево тебе. И сега како изгледа мака се завиде? Добро. Сега како сум пула, така се завиде или без? Се завиде. Да, знаеш сега кај ќе одиме? Одиме да се забавуваме и да ја направиме мама најубава на цел свет. Вака е убава, ама ќе ја направиме уште поубава. Може? Ајде да ги видам тука рачињата сите заедно и каде одиме? За мама? За мама! Сега одиме во Скопје да ја довршиме трансформацијата на мама и плюс имам многу големи изненадувања за вас. Може да одиме? Ајде! Повели, ајде дечките позади, ајде! Ајде влегуваме позади.
Ни фали дада Памела, ама се разболе. Ама ќе имаме уште многу прилики да се дружиме и со неа. А мама, како вип личност, повели мама. Значи, одиме по нови изненадувања. Дека не чека возбудлив ден, знаевме, па неминовно беше да се подготвиме со храна, да се набават продукти. А и на снимателот Бено му падна шекерот изгледа. Со полни кеси од нашите пријатели, знаевме дека сме подготвени за долгиот ден за паметење. Прво, мама Јасминка ја оставивме во салонот за убавина. После толку години борба и немање еден ден слободен од улогата и на мајка и на татко, денес неколку часа Јасминка ќе помине сама. А со децата ја посетивме зоолошката градина, да ги видиме сите нови животни. Слушат кај ме будите? Јас трчав да ги факам слоновите дека нели одат на како се кажа дремка попладневна, ама ништо залесот малку. Кај сте бе? Ти сигурно си Вели, ти си Берг, а ти си Мина гарант. Јас сум Горас, ти си Снежата, знам тебе. Ајде сега сите одиме накај натаму. Жирафите се таму и мајмуните се таму и мислам неки мечките се таму. Одиме. Ајде. Одиме. Ајде. Јас ке ти ги оставам, да им дадеш вистински бит третман. Што се секираш ти? Оборено, јас одам кај мајка. Значи јас сум животнољубец, така да не се секирате ич. Горас Цветковски, актерот од МНТ, им беше водич низ зоолошката градина. Сте виделе лав? Не си виделе лав? Така е, сега ќе видиме лав. Чекај да видиме тука што има. Дојдете, брзо. Аха! Мечка. Јако, а? Две се. Бип и бум. Кај сте бе? Ајде, кажете им чао на мечките, одиме на другата страна сега. Во прошетката ни се придружи и Тина, која е задолжена за односи со јавноста од зоолошката. Дали кажете ми вие знаете зашто најдобро да се види лав? Затоа што лавот е единственото вип суштество во зоолошката. Смеењето од досетките на Гораст беше неминовно, а трката да се види секое животно предизвик за Мина. Еј, ева ме жирафата. Еј, уште една. Како чудно суштество. Како магаре со долги нозе, со глава на елен и со врат на патка. Дојте ваму Тимон да го видиме. Еве ги. Види колкави дупки имаат. Уствари тоа си имаат одолу направена патчиња и си одат од еден дом кај комшијата да здолат. Колку само Мина беше возбудена и какви се заклучоци донесе. Ја знаеш што ја? Црвчи. Црвци јаде? Да. Измии јаде? Не, ја
Гледаш змии тука? Не. Па затоа што ги изеле. Дојдете да видите, тука има пони конче. Дојдете нам. Еве. А во меѓувреме да провериме докаде е мама. Нејзе вистински ја разгалуваа во салонот за убавина. Сега кажете ми вие што имате до сега, како го имате третирано вашето лице? Па до сега моето лице, освен помада, нема друго ништо видено. Значи, ни третман, ни не сум одно ти работи, никако. Да. Но прво сум немала време, ко второ. Да. Ја разбирам. Вака, сега ќе ни се пуштите на нас. Така. Би ви предложила за вашата кожа овој пат да направиме едно крио, за да го свежиме малку, да ја живнеме кожата. Така. Заедно со колишката и да ве опуштиме, да се релаксирате малку. Може. Ајде, почнеме. Се бали отечени беа рацете. Ма како да додеш на поново рестартирање. Јасминка се работи за екстремно сува кожа. Кај ни изидевме со едно крио за подигање на тонус и еден освежителен третман за да ја малце ја подобриме кожата. Така да мислам дека беше таа доволна и ќе се види на нејзиното лице. Косата на Јасминка ја обоевме во природен тон. Таа има прилично здрава коса и густа. Потоа ќе ја измиеме со шампон за здрава коса, пошто не е оштетена, и ќе ја изфенираме како што она ќе посака. И прошетката низ зоолошката беше при крај. Слушај, дечки, сакате ли сега да одиме на кино? Да. Да гледаме некој филм? Да. Кој филм знаете ли? Не знаете, затоа што изненадување. Дај си рака. Чек, абе дај, плес. Плес бе силно. Плес. Кај си бе ти? Беш, типа да не случајно се дружиш со нас. Дојди заедно. Идеме си четворица на кино, важи? Да. Да гледаме филм. Мене ми сеат пуканки. Пуканки. Може пуканки? Да. Ама со сок. Може? Може. Ајде, одим. Ја ќе си земем розови. Розови пуканки? Да. Тие се благи. Ако. Стварно? Па ја може ќе земам розови да ти кажам право. Ајде да видим. Задолжителните балони на излегувањето од зоолошката беа неминовен декор. И се заблагодарија на Тина за преубавиот ден. Ги поздравивме животните и тргнавме во светот на 3D.
Во киното Cineplex не причека одговорниот за маркетинг, Игор Мраков. Прво ги запазивме сите процедури на каса. Да се земат потребните грицки и задолжителните билети. Подароците од Cineplex беа уште едно изненадување за децата, а возењето во лифтот ново искуство. Мина Берки вели, досега никогаш не виделе такво кино и не гледале филм со наочари. Возбудата преголема. Но веќе помина час и половина како се без мама. И прашањето како е мама го одговоривме со видеоповик. Што правите, сине? Сега ќе гледаме филм. Се забавувате? Молим. Јас сум со наочари. О, кој ти ги даде? Еден чичка. О. Се да гледаме со филмот. Добро. Вака се гледа ние. Слушна си, нели? Да. Браво. Мамо, ја купија балон. Опа, браво. Колата. Оче си умна, нели? Да. Добре си. Кажи си. Како си ти там? Добре сум, уживам ја. Да видиш што ми направија. Не ми се враќа назад, ја тука ќе си останам. Ти Берче, како си, мама? Добро. Добар си, нели? Да. Ке се видиме после, важи? Да. Чао. Чао. Ги оставив дечките да гледаат филм на раат, а на репертоарот беше Smallfoot. We have searched the entire mountain trying to find one. And that day has finally arrived. Smallfoot. Oh my gosh! It's a Smallfoot! Where did it go? Reach into your memory. It got whisked away on the wind over the cloud. Which way? Up, sideways? Down! И време беше да проверам докаде сме со сите останати процедури со Јасминка. И да прашам јас како проаѓаме? Па, супер да ти кажам. Прво бех за ноктите да ми ги прават, после бев за лицето. Истовремено и масажа на раците. Лина. Си толку ме опуштија, што нема зборови. После отидов за грбот, масажа. Масажа на грб. Истовремено и на раците. Тоа е нешто чудесие. Уживање. Значи, да. Сите Тотално. процедури, вип вистински третман. Така? Да. Косата ја боиме во истата боја, твојата боја? Во истата така? боја. Да. Сега ќе ја пуштиме само подолга, нели, да видиме како изгледа. Да оди со новите заби, нели? Спуштена. Да. Да, добро. Значи, останува сега да ја направиме шминката. Имаме гардероба да облечеме, да направиме една прва фотосесија. Редовно ми изненадуваш. И на крајот, многу сакам да видам како ќе се изненадат малите. Значи, тоа многу ме интересира, така да на крајот ја чекаме она финална, вистинска и нова Јасминка. Може? Да. Ајде, сега да ги завршим и последните. Може. Ајде. Задоволството на лицето на Јасминка можеше да се прочита, но се да биде комплетно ни останаа уште шминката, фризурата и гардеробата. Здраво. Здраво, добре дојдовте. Добре ме најдовме. Ајде сега да одбереме нешто за Јасминка или ја да бијам. Одбирањето гардероба за Јасминка не беше лесно. Таа од секогаш била со вита фигура. Вели таков ми е метаболизмот, на што и завидуваат многу колешки и познајници.
За Јасминка одбравме македонски бренд, а таму на располагање многу парчиња кои ќе го надополнат и онака убавиот стас на Јасминка. Неодлучна бев во тоа во што да ја облечеме, па решивме да испробаме неколку комбинации. И време е за новата Јасминка. Jesi mi donio ulje? Ma je dobro to ulje za golf pet. Da si ti normalan? A kako ću kuhat s tim? Što je ova galama? Ajde šnel, gosti čeka ručak. Ama gazda da ga mi kažu ovo. Kus! Dojdi сега тебе, во ја улаземе намачка со маслом. Briljantno. Za naše goste uvijek sve najbolje. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Шминката е последното нешто што требаше да се заврши. И додека мама ја шминкаа во другата просторија, дечките се вратиле од кино и решиле да ја видат мама. Ама тимот на Плежер знае дека мама треба да остане изненадување. Па така Мина си побара свој вип третман и доби ново фризурче. И конечно, време е за новата Јасминка Златарова. Кажи ми еден убав збор, запеј ми незапеан пој. Кажи ми еден убав збор, запеј ми незапеан пој. Многу дни пребродивме ние, како чуда немирно море. Насмеј се на ветров што бие, љуби ме и главата горе. Насмеј се на ветров што бие, љуби ме и главата горе. Не сум ја ова. Значи, скоро ме сменивте цела, немам зборови. Немам зборови. Ама дај ја твојата мама, ај види. Ај погледни убаво. Мама или? Ја ли сум? Мама. Мама, која ќе биде друга, нали си не? Да. Ама поинаква сум сега, нали? Да. Сум ишта. Сега е подруга. Подруга си? Да. Како изгледа, помлада, поубава? Да. Че сега мама треба цело време да се шминка, да бидам убава, така? Да. Да? И ваква да биде секој ден? Да. И кој ќе оди на работа? Еден убав збор. Јас сум Златарова Јасминка од град Велес. Многу сум благодарна на модната куќа што
ме направи на ваков изглед, што беа многу друштвени со мене и за целата екипа, што го сработила за мене. Благодарам. За кого? За мама, така е. Денешниот ден беше посветен на мама Јасминка Златарова. И од вас, драги гледачи, се разделуваме со огромни насмевки, какви што ги имавме денеска во текот на целиот ден. Доколку сакате и вие да бидете дел од VIP за еден ден и да го заслужите својот VIP третман, слободно пријавите се преку нашиот Facebook профил или направите го тоа со испраќање на мејл адреса. Јас се надевам дека ќе имаме уште многу широки насмевки и уште многу задоволни лица. Се гледаме во следното издание на VIP на еден ден. А нашата разделба беше со давање подароци од нашите пријатели и ветувањето од Јасминка како вистинска домаќинка. Следен пат, кога ќе дојдеме во Велес, ќе не пречека со сукана пита. Златарови, чест ни беше што ве запознавме. Многу дни пребродивме ние, како чуд на невинно море. Насмеј се на ветров што бие, љуби ме и главата горе. Јас сум Мери Бирчовска, имам 39 години и сум израсната во детскиот дом 11 октомври, дом за деца без родители. Можам планетава да ја скршам на две, но тешко без тебе. Без крила тргнувам во лет, да смислам некој нов и подобар свет. Но не ми оди тешко без тебе.